На општина Тетово и беа одобрени 3 проекти што ќе ги финансира владата како дел од 100 милиони евра наменети за инфраструктурни проекти на општините за оваа година. Еден од проектите е за зафат на главниот цевковод од Тетовскиот водовод. Вториот е за обнова на водоводната мрежа во населбата кај улицата Вон Вардарска. Третиот проект е за изградба на целосно нова зграда за средното училиште Ѓоце Стојчевски Амбарче. Градоначалникот Билјалка Сами вели дека внимателно бирале со кои проекти да аплицираат. Pa ishin disa parimet, fillimisht nevojat e qytetit dhe të qytetarëve dhe ajo që kam që përmenda edhe më herët sa i përket atine problemeve kryesore të cilat ballafaqohen tetovarët ishin një ndër ata ishte edhe furnizimi me ujë dhe prandaj ne pam të nevojshme që të investojmë në përmirësimin e rrjetit të furnizimit me ujë. Sa i përket projekteve të shkollave, bëhet fjalë për disa shkolla të cilat edhe më tutje janë në objekte të përkohshme, siç e njohim ne në baraka dhe ne vlerësuam që shkolla e mesme tekstiles, e cila ishte në periudhë të gjatë, pra në baraka, në objekte të përkohshme të ndërtojmë një objekt me të cilin pra për këta nxënës do të krijojmë kushte moderne për mësim. Но реализацијата на проектите е во рана фаза и известно е дека до крајот на годинава нема да почнат работи на терен. Тоа значи дека Тетово нема да повлече ниту денар од парите што владата ги одвои со ребалансот на буџетот за 2024 година. Po ne do të insistojmë që sipas kushteve atmosferike që sa më shpejt të jetë mundur të nisin këta projekte sepse në fillim të vitit 2025 ne do të fillojmë me procedurat të aplikimit edhe të nënshkrimit të kontratave edhe për projektet e vitit 2025 dhe kjo do të krijojë pra një situatë që ne do të duhet të menaxhojmë pra mjetet për realisht në vitin 2025 mjetet për 2 vite, pra këto të projekteve të 2024 dhe të vitit 2025 dhe kjo na obligon që të insistojmë që operatorët ekonomik, kompanitë që do të marrin këto realizimin e këtyre projekteve të marrin edhe përgjegjësinë e realizimit të tyre në një kohë shumë më të shkurtër. Скопската општина Центар пак аплицирала со 2 проекта, а одобрен и е еден. Тој се однесува на втората фаза од реконструкцијата на спортската сала Работнички во градскиот парк. Проектот што не е одобрен е за хортикултурно и партерно уредување на зелениот пазар. За кои немаме подпишано договори, се уште немаме стигнато од страна на владата и министерството никакво образложение во тој дел, но чим до сега не е подпишан, не верувам дека до крајот на годината истиот ќе биде одобрен. И ова општина годинава нема да почне со трошење на парите за одобрениот проект. Допрва треба да се распише јавната набавка. Пошто не е распишан, сигурно дека нема не само јас, туку тоа го говоревме уште пред неколку месеци, дека поголем дел од општините им треба време за да се распишат самите јавни набавки, да се направат измените и дека многу мал дел на финансиски средства кои што се планирани за оваа година ќе бидат реализирани фазно од страна на општините. Се обративме до уште 10 други општини, од кои 9 ни одговорија. Ги прашавме колку и какви проекти им се одобрени, во која фаза од реализацијата се и колку пари ќе потрошат до крајот на годината. Повеќето од општините што ни одговорија потпишале договори со ресорните министерства, направиле измени на планот за јавни набавки за 2024 година. Распишале и тендери, но нема годинава да почнат со реализацијата на терен, а со тоа нема да потрошат ништо во оваа буџетска година. Но има исклучоци. Општина Богданци, на пример, на која и се одобрени 2 проекта, нема да почне со никакви активности годинава. Истите проектите ќе бидат опфатени во годишниот план за јавни набавки за 2025 година. Согласно тоа и тендерските постапки, избор на најповолен понудувач, склучување на договори и активностите на терен ќе се реализираат во тек на 2025 година. Од општините што ни одговорија пак, само Битола ќе повлече пари од државниот буџет за годинава. Тоа е за проекти што ги реализираат локалните јавни претпријатија, па нема потреба од тендер. Инаку, министерството одобриле дури 16 проекти за Битола и за дел веќе се распишани јавните набавки. Договори се склучени само со јавните претпријатија кои ќе ги отпочнат активностите на почетокот на идната градежна сезона.
Имајќи ги предвид предходните одговори, активностите не се започнати, а во однос на тоа дали ќе почнеме со трошење на предвидените средства до крајот на годината, ви известуваме дека до крајот на календарската година 160.000 евра ќе бидат исплатени кон јавните предпријатија. Се обративме и до 6 министерства до кои се поднесуваа проектите за транспорт, за спорт, за образование, за социјала, за култура и за животна средина. Не ни одговорија само од животна средина. Најмногу проекти на општините им се одобрени од Министерството за транспорт 225, Министерството за образование прифати 7, исто толку Министерството за спорт. Министерството за социјална политика, демографија и млади има 4 проекти, а Министерството за култура и туризам вкупно 5. На нашите прашања докаде е исплатата, само од Министерството за образование ни одговорија колку пари очекуваат да бидат повлечени годинава. До сега исплатени се 112.000 евра. Реализацијата на средствата продолжува следната календарска година. Останатите министерства не дадоа конкретни бројки и велат дека исплатата на средствата зависи од динамиката со која општините ги реализираат проектите. Еден пример за тоа е одговорот што го добивме од Министерството за спорт. Бидејќи за повеќето проекти постапките за јавни набавки се уште се во тек, поголем дел од средствата ќе бидат префрлени во 2025 година, односно, откако општините ќе ги потпишат договорите со изведувачите. Кога е во прашање транспарентноста на процесот пак, ниту едно од 6 министерства не ги објави на својата интернет страница договорите со општините, иако повеќето ни посочија дека ако ги побараме, ќе ни ги достават. Се обидовме со Министерството за образование, од каде ги добивме сите 7 договори. Околу проектите за општини. Во неодамнешното интервју за 360 степени, министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска го бранеше начинот на кој владата го комуницираше со јавноста проектот со кој се обезбедуваат 100 милиони евра за инфраструктурни проекти на општините за 2024 година. Зошто се уште зборувате за 100 милиони евра за општините? Дали треба да сте пофери, покоректни, бидејќи вие велам имате околу 75 милиони евра, вие велите и во функција на државата имате плюс пари и така натаму. Но, реално, бидејќи рековте дека ќе плаќате по реализација, вие до крајот на годината многу помалку, дури од 75 милиони евра, ќе реализирате. Ако разговараме на тој начин, тогаш да се прашаме 33 години како се комуницира. И јас се согласувам. Ако го гледаме така, многу е дискутабилно зашто така ги комуницираше секоја претходна влада бројките. Има многу голема разлика помеѓу јавните набавки и планирањето на јавните набавки и буџетот. И тука треба сите да се согласиме. Но законот, така велат претходните министри за финансии, подразбира дека кога планираш одредена инвестиција, мораш, или било каков договор, мораш да ги имаш предвидено парите во буџетот. И сега јас се согласувам, смешно е, но они велат мора да ги имате планирано. И ние сме ги планирале. Дали ќе се реализираат или не, ќе видиме до крајот на годината. Ама и вие сте свесни дека нема да се реализираат, се согласувам. Министерката немаше проценка колку од тие средства ќе им бидат префрлени на општините до крајот на годината. Не можам да знам, значи нека завршат со подпишување на договорите да видиме. Кога велите 100 милиони евра за општините оваа година, а до крај на годината реално прашање 20-30 милиони, дали реално ќе им префрлите, колку е тоа фер во комуникацијата со јавноста? Ви го одговорив прашањето исто како што мислам, нема апсолутно никаква разлика во нашето однесување. Ги следиме законите такви какви што се. И претходните министри како што се ги напишале и ги следеле, истото го правиме и ние. Димитриевска-Кочовска вели дека во буџетот за 2025 година за оваа намена се предвидени 250 милиони евра, иако целата сума не може да се види во ставките по министерства. Тешко е да се очекува дека сите најавени пари ќе се реализираат, од истите причини како и годинава, иако 2025 е изборна година, и тоа токму за градоначалници и советници.